Благодарам, почитувана подпредседателке, почитувани граѓани, почитувана јавност, колеги и колешки пратеници, почитуван председател на владата и членови на владата. Имам 3 пратенички прашања. Ќе почнам со првото, кое го поставувам до министерот за транспорт. Министерот на интернет страницата на Министерството е објавен еден документ кој е насловен како Нацрт стратешки план 2025-2027 година, кој се разбира дека започнува со едно ваше обраќање во кое велите дека Министерството за транспорт игра витална улога во подобрувањето на животниот стандард на нашите граѓани. Исто така велите и дека имате план за детално утврдување на актуелната состојба, но и известување за реализираните активности во изминатиот период согласно надлежностите на Министерството. Се разбира, попатно ја потенцирате и проформа вашата заложба за стабилна интеграција во Европската Унија. Во истиот тој документ е наведено дека во рамките на Министерството постои еден сектор за управно-правни надзорни работи, кој ги врши работите кои се однесуваат на решавање по жалби, поднесоци на физички и правни лица од областа на изведување на градби и утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, градежно земјиште и така натаму, како и врши надзор над законитоста на работата на органите на општините во градот Скопје и градот Скопје при остварување на нивните надлежности кои се набројани. Моето прашање е токму во врска со ова што сега пред малку го кажав. Веќе подолг временски период, јавноста е бомбардирана со објавите на сегашната градоначалничка на Скопје, вашиот кандидат, вашата најдобра менаџерка и така натаму, да не потсетувам што сте зборувавте за неа, која презентира сериозни, така изгледаат, обвинувања за епски криминал, што би рекле вие, па дури и за кривични дела кои не само што се поврзани со економски криминал, туку веќе имаат и елементи на загрозување на безбедноста и сигурноста на граѓаните. И тие, во најголемиот дел, се однесуваат на незаконски постапувања на градоначалникот на општина Чаир, кој е ваш коалиционен партнер. И бидејќи во ушите постојано ни одзвонува, бидејќи постојано го повторуваат она и брат да ми ќе одговара, и нема веќе од партија се јавија и така натаму, ве прашувам вам, дали се помрднавте во врска со овие обвинувања? Или не вие брат, ама коалиционен партнер вие? Дали проверивте што се случува во таа општина? Дали ја спроведовте вашата законска должност, надлежност за надзор за она за што сте платен од граѓаните? Она што претходно го прочитав, а го цитирав исклучиво од документот кој го споменав, се однесува на ваши ветувања, писмени изјави, обраќања во кои кажавте дека детално ќе утврдите актуелната состојба и ќе известите за реализираните активности во изминатиот период. И затоа, моето директно прашање до вас е, дали наредивте или спроведовте надзор над законитоста на работата на општина Чаир, а во врска со урбанистичкото планирање, изведувањето на градби, бесправно изградените објекти, комуналните работи и домување. Моето второ пратеничко прашање го упатувам за министерот за социјална политика, демографија и млади, ама како што гледам отсутен е и тој и неговиот заменик. На почетокот за труд за социјална политика, демографија и млади не го гледам. Да, имаат многу обврски. Пред собранието не е толку битно. На почетокот на месец мај, затоа ќе се обратам до вас, почитувани колеги, и предпоставувам ќе добијам писмен одговор. На почетокот на месец мај, во јавноста се појави една мајка на 4-годишно детенца, која раскажа својата голгота низ институциите, вклучително и судските инстанции, и изјави дека неправедно, заради корупција, влијанија и притисоци, старателството и било одземено. Тоа е мајката Невена Спасовска, која е мајка на 4-годишно момченце. Тогаш таа јавно упати апел, молба, мајчински крик до сите институции да застанат и да размислат што прават и дека нивна должност е да се грижат за доброто на детето, а не да спроведуваат друга политика. Како министер и министерство, одговорноста и надлежноста на ова министерство е да се грижи за заштита на децата, да гарантира дека одлуките кои се носат, особено од страна на меѓуопштинските центри за социјална работа,
ќе бидат во интерес на децата, заради заштита на нивното ментално и физичко здравје и дека ќе гарантираат дека децата ќе бидат заштитени од секаква можност за нивно травматизирање. Но за жал, овој случај покажува дека тоа не е така. Службеници од меѓуопштинскиот центар во Скопје ги газат овие начала и интересот на малото дете го тргаат настрана и постапуваат спротивно на судско решение. Овде имам записник од судско рочиште кој е одржано на 17.6, каде судот носи решение и ја задолжува мајката на 36 во 9 часот да го предаде детето во центарот за примопредавање. Спротивно на оваа судска одлука, на ова судско решение, вработени во центарот за меѓуопштинскиот центар за социјални работи на 19.6 со присуство на полиција, и тоа интервентно, се обидуваат да го одземат детето, спротивно на насоките во судот. Моето прашање, кое го упатувам до надлежното Министерство за социјална политика, е дали ќе постапат согласно надлежностите, односно министерот, и дали ќе биде санкционирано ова своеволие на корумпираните службеници, а при тоа се разбира да се заштити интересот и здравјето на малолетното дете. Моето трето прашање е упатено до заменик председателот на владата, господинот Љупчо Димов, согласно писмените одговори кои ги добив на писмено поставените прашања упатени до министерот за одбрана, информирана сум дека реформата на системот за управување со кризи ја водите вие. Година дена немаме ништо чуено од таа реформа и затоа моето прашање е упатено до вас и ве прашувам: дали молкот на тема реформа на системот за управување со кризи е резултат на немање капацитет да се менаџира оваа реформа, или причината е несогласувањето помеѓу коалиционите партнери за уклинување на директорските места? Благодарам.